Започна рехабилитацијата и асфалтирањето на постоечкиот пат Прилеп Градско во делот од Дреново до Фариш во должина од 10 километри. Делницата е широка околу 7 метри и со години беше во катастрофална состојба, иако ова е единствениот пат, освен преку Скопје, кој што ја спојува источна со Западна Македонија. Се планира овој дел на патот да биде завршен за 10 денови. Инаку за кратко се планирало и објавување на тендер за рехабилитација на патот од Фариш до Прилеп во должина од 19 километри, како и изградба на трета лента на преминот Плетвар, таму каде што ја нема. Во очекување сме на распишување на тендер од патот од Фариш до Прилеп 19 километри и уште 4 километри плюс кои што треба за кои што се обезбедени средства, ИПА средства и на тој начин би очекували исто така да се распиши тендер, значи во делот на каде што треба да се прави реконструкција на местата каде што има по две ленти. Инаку долго време е во застој изградбата на експресниот пат Прилеп Градско, исто во делот од Дреново до Фариш, откако владата го раскина договорот со шпанската компанија Рубау. Сега нов тендер за овој дел од експресниот пат ќе имало за 10 денови. Во вторник ќе бидат испратени на одобрување документациите во ЕБОР, значи завршени се проектирањата, проценките и сите останати работи и очекувам некаде за 7 дена да ни одговорат. Припремата на документациите ја правеа инженерите од Јавното претпријатие за државни патишта, главниот надзор, консултанти од Европска унија, консултанти од Градежен факултет и верувам дека до секој детал се внимаваше за веќе да нема вакви застои. Се очекува за една година постоечкиот пат од Градско до Прилеп целосно да биде рехабилитиран и преасфалтиран, но за експресниот пат за сега никој не спомнува за колку години тој би бил готов.